Правоаголен диаграм. Во дескриптивната статистика, правоаголен диаграм е графички приказ на опсегот и распределбата на податоците по должина на бројна оска преку нивните 5 карактеристични величини: минимум, прв квартил, медијана, трет квартил и максимум. Правоаголниот диаграм е добар начин на сумирање на голема количина на податоци. Креирај правоаголен диаграм за податоците 6, 34, 54, 45, 76, 53, 23, 32, 41, 19, 52. За да направиме правоаголен диаграм од серијата податоци, треба да почнеме со подредување на податоците, и тоа од најмала вредност па се до најголема. Ги подредивме веќе податоците. Станува збор за 11 податоци. Ќе определиме медијана која ги дели податоците на две еднакви групи. Шестата вредност ја дели листата на две еднакви групи од по 5 елементи. За првата половина од податоците ќе најдеме исто медијана. Тоа е бројот 23. Тоа ќе представува и првиот квартил. Го најдовме бројот 41, кој што ни е медијана, а исто така ќе побараме и медијана за горната половина на податоци. Тоа ни е бројот 53. Тој е квартилот 3. На крај ќе ги најдеме и екстремите на податоците, тоест минималната вредност и максималната вредност. Овие 5 вредности се се што ни треба за да го конструираме правоаголниот диаграм. За да го нацртаме правоаголниот диаграм, почнуваме со поставување на 5 точки над бројната оска. Минимумот, првиот квартил, медијаната, третиот квартил и максимумот. Поставуваме вертикални линии на сите овие карактеристични вредности. Формираме правоаголник со поврзување на вертикалните линии од долниот квартил, медијаната и горниот квартил. На крај ги поврзуваме екстремите со правоаголникот. На тој начин веќе е формиран правоаголниот диаграм. Со наоѓање на квартилите ги поделивме податоците во 4 еднакви групи кои што содржат по 25% од податоците на примерокот. Креираме правоаголен диаграм за податоците. Значи дадени се 12 податоци. Прво, за да го креираме правоаголниот диаграм, треба податоците да ги подредиме по растечки редослед од минималната вредност па до максималната вредност. Треба да ја најдеме медијаната. Бидејќи станува збор за 12 величини, медијаната ќе се наоѓа помеѓу средните две величини. Значи медијаната ќе ја пресметаме како аритметичка средина на средните два податоци. Медијаната ги дели податоците на две групи по 6 члена. За да го определиме првиот квартил, наоѓаме медијана на првите 6 члена, квартилот ќе го пресметаме како аритметичка средина на средните два члена. Истото го правиме и за горната група на податоци. Горниот квартил го наоѓаме како аритметичка средина на средишните членови од низата од 6 елементи. На крај ги одредуваме и екстремите минимум,
и максимум. Сега ги имаме сите 5 податоци кои што ни се потребни за конструкција на правоаголниот диаграм. За да го нацртаме правоаголниот диаграм, почнуваме со поставување на 5 точки над бројната оска. Цртаме вертикални линии на секоја од точките и формираме правоаголник со поврзување на вертикалните линии од долниот квартил, медијаната и горниот квартил. На крај ги поврзуваме и екстремите со правоаголникот. На тој начин веќе е креиран правоаголниот диаграм. Значи, со помош на правоаголниот диаграм ги поделивме податоците на 4 еднакви групи. Растојанието меѓу точките во правоаголниот диаграм ни покажуваат за дистрибуцијата на податоците во квартилот. Пократкото растојание покажува дека податоците се збиени, а подолгото растојание покажува дека податоците се шират.